Со положување свежо цвеќе и краток историски час во спомен паркот во местноста Свиланово, кај селото Рајчани, беше одбележена 117 годишнината од загинувањето на председателот на Крушевската република Никола Карев. На свеченоста присуствуваа делегации од општините Кочани, Виница и Чешиново Облешево, членови на Сдруженијето на борците, представници од Основното училиште Никола Карев од Кочани, членови на извидничкиот одред Ластовица и други гости. Сите тие му оддадоа почит на македонскиот револуционер. Исто така, во рамки на одбележувањето на годишнината од смртта на Карев, свежо цвеќе беше положено и на неговиот споменик во паркот на револуцијата во Кочани. И годинава со гордост се сеќаваме на делото што го направија Карев и неговите соборци, и затоа со длабока почит ја изразуваме нашата благодарност со постојано укажување на новите генерации за значењето и улогата во македонската револуционерна борба. Сеќавањето на Карев на овој 27 април во местноста Свиланово нека биде потсетник за сите дека јасната мисла за сопствен идентитет постоела од многу одамна, беше речено на свеченоста. Исто така, во рамки на одбележувањето на годишнината од смртта на револуционерот беше положено свежо цвеќе и на спомен обележјето кај селото Тркање. Основното училиште Никола Карев организираше пригодна свечена програма со која го одбележа патрониот празник и 65 годишнината од основањето. Во училишниот двор со музички точки и рецитали настапија ученици кои упатија пораки за мир, толеранција и соживот. Во рамки на програмата беше истакнато дека вработените и учениците се горди на својот патрон, на неговото дело и духовна борба, како и на неговите заложби за цивилизацијски напредок, поради што единствен начин да му се оддаде почит е да се продолжи неговиот пат со мисли, идеи и дејства за понатамошен развој. Општинското основно училиште Никола Карев одсекогаш било расадник на интелектуалци кои успешно се справувале со предизвиците на животот и станале достојни граѓани на современието. Продолжуваме и понатаму да чекориме по патеката на знаењето со стремеж од секој ученик да изградиме здрава единка која ќе учествува во развојот на нашата земја. Сите заеднички вложуваме напори да ги насочиме учениците кон развивање на нивните физички и умствени способности. Петрова додаде дека и покрај предизвиците од ковид пандемијата во текот на изминатата учебна година во Основното училиште Никола Карев се постигнати забележителни успеси во воспитно-образовниот процес во сите сфери. Претходно во паркот на револуцијата во Кочани, делегација од училиштето положи свежо цвеќе на споменикот на патронот Никола Карев. По распределбата на првите 4 од вкупно 25 нови комбајни со вградени уреди за сечкање на оризовата слама, од Министерството за земјоделство најавуваат дека ќе продолжи поддршката за оризопроизводителите од регионот. Комбајните беа набавени по барање на земјоделците со јавен повик кон крајот на минатата година, а право на учество имаа сите земјоделски производители кои располагаат со минимум 1 хектар ориз. Вкупната вредност на набавката изнесуваше 32 милиони денари, од кои нешто помалку од 18 милиони беше кофинансирана сума, обезбедена од програмата за рурален развој преку мерката инвестиции во модернизација на земјоделските стопанства. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски истакна дека во рамки на поддршката што продолжува и оваа година, освен за специјализирани комбајни, земјоделците ќе можат да се пријават и за набавка на друга опрема. Наскоро ќе биде објавен нов повик за набавка на специјални комбајни за ориз, во кој за прв пат ќе биде вклучена и поддршката за набавка на мобилни сушари за ориз, со што дополнително ќе придонесеме оризопроизводителите да ја зголемат ефикасноста при собирање и чување на зрното веднаш по жетвата. Овој јавен повик ќе биде распишан веднаш на почетокот на месец мај. Преку овие инвестиции влијаеме во намалувањето на производните трошоци и на загубите и помагаме во зголемувањето на квалитетот на оризопроизводството. Минатата година оризопроизводителите побараа посовремена опрема за сушење на оризовата арпа, за да се обезбеди нејзин подобар квалитет и полесно складирање на произведените количини.
Набавката и распределбата на опремата се реализира во соработка со платежната агенција, а една од целите е да се намали палењето на остатоците од оризова слама по завршувањето на жетвата. 17 нови хоризонтални центрифугални потопни и столбни пумпи за вода планира да набави комуналното предпријатие Водовод пред почетокот на летната сезона. Со тоа би требало да се обезбеди техничка резерва и подготвеност за обврските што ги има предпријатието за обезбедување вода за пиење, но и за хортикултурно одржување на јавните површини, како и за други потреби. Јавниот повик за понудувач на опремата е веќе објавен, а средствата за набавка се обезбедени од сопствени извори. Според техничката спецификација, пумпите се со различна мок и проток. Освен опремата, фирмата што ќе се јави како понудувач треба да ја обезбеди и монтажата, како и придружните материјали за неа, како и тестирањето на пумпите пред почетокот на користењето. Исто така, со набавката се бара понудувачот да обезбеди и потопен електромотор за постоечка потопна пумпа и да обезбеди нејзино пуштање во функција. Со оглед што јавниот повик трае до 3 мај, доколку процедурата за набавка помине според планирањата, добавувачот има обврска и спораката и инсталацијата на опремата да го заврши во период од 1 месец. Од добавувачот се бара да обезбеди поголем век на траење на опремата, наместо само додека трае гарантниот период. Слична набавка во Водовод имаше и пред 4 години, кога за потребите на комуналното предпријатие на фирмата добавувач Ваталко од Скопје и беа исплатени околу 1.200.000 денари. Шаховскиот клуб Кочани ќе биде домаќин и организатор на првиот меморијален турнир Тодор Милосиев Тошо, што ќе се одржи во знак на сеќавање на долгогодишниот негов член и председател. Турнирот ќе се одржи в сабота и според најавите од организаторите на него можат да учествуваат сите љубители на шаховската игра од општината и регионот. Милосиев, кој почина минатата година како последица од COVID-19, остави длабоки траги во развојот и унапредувањето на шахот во Кочани, особено кај најмладите, меѓу кои е и Јована Давидкова, која беше државен првак во шах за девојчиња до 10 и до 12 години. Како тренер, Милосиев им ги откриваше тајните и ги насочуваше во играта на 64-те црно-бели полиња. Голем придонес тој даде и во одржувањето на шаховскиот клуб, кој еден период остана без простории. Пријувањето на заинтересираните шахисти е во тек, а турнирот ќе се одржи во просториите на шаховскиот клуб Кочани в сабота со почеток од 11 часот. Организаторите најавуваат дека во плане овој шаховски турнир да стане традиционален.